Идејата на дел од пратеничките кои имаат несогласување со делови од законот е да се предлагаат амандмани. Наш став е дека овој закон не може туку така да се промени и доколку се изгласа, а не се отстранат оние недоследности и доколку не се повлече за да се помине она што е процедура во оваа држава за носење закони, особено за вакви закони. Апсолутно сметаме, наш впечаток е дека по вчерашната јавна расправа министерот останува на ставот да не го повлече назад и вели ние сме сега во регуларна постапка, еве ви состанок на клубот на пратенички, еве ви јавна расправа, еве ви комисиска расправа и тоа е сосема пленарна ќе имаат можност да дискутираат по законот. Јас велам не, ние не се вклучуваме сега, иако тоа вие сакате да го прикажете како нормален процес на донесување на еден закон, заради тоа што од самиот почеток не бевме вклучени и сме навредени со тоа што се обидува да не избегнат. Ова право никој не ни го дава, ние сами си го земавме, го прочитавме законот и излеговме на улица без никаква. Советувањето немаат намера да го повлечат. Тоа е најсуптилниот дел од овој закон. Тие ќе советуваат, но со најригидни модели прикажување на кампањите кои што одеа против абортусот и со тоа директно ќе се прави самообвинување, да се постигне самообвинување кај жената и нејзино морално санкционирање. Тоа е страшно колку овој закон е суптилен. И токму во тој член нема можност за промена заради тоа што таму лежи зајакот.